Денот ми започнаа кога сум во Скопје, со возење велосипед дали на водно, дали негде на рамен дел. И кога стигам веќе на работа, на сите колеги им викам добар ден, не добро утро. Летно време возење велосипед, зимно време скијање. Па да не пукне. Некојаш да, некојаш не, зависи од организација, зависи каков сапорт добиваш од родителите, жената и тие околу тебе. Ситонија цел круг, најверојатно дека го возев сам. Се станав у 5, си се спремив, една банана и тргнав по походот. И негде интересно ми беше, пошто бев сместен во Торони, и тргнав кон Сарти, Ворвур и тој таков беше кругот. И негде ми беше интересно до делот кај Сарти, али после тоа веќе викам леле, овде немам ни пола, а треба уште половина да извозам до крајот на денот. Али на крај на денот бев пресреќен зашто тие 112 километри ги извозев. Пренапорно беше и не бев толку кондиционно спремен зашто оваа година почнав со роудбајк на Очари. Ижгил, Австрија. Најчесто ја користам, тоа секојдневно ја користам Strava и на Polar апликацијата која е добра за heart rate. Со Instagram. Варадера во Куба. Има спој на различни култури и едноставно луѓето се пресреќни таму. Од житарици, кисело млеко, кајгана, со некоја сува месна тост или авокадо. Па се мотивирам од оваа година, си земав тренажер за точекот, си го инсталирав во гаража и ќе го практикувам тоа. Тоа што немаат сообраќајна култура и што си го фрлам на отпадокот кај стигне. Грицкање ногти. Кошарка, зашто кога ќе се повредиш на фудбал, некако ти трае тоа едно 3 недели си отсутен од се. И двете, мада би за планинарење. И црно и бело, али повеќе сум за бело.